Во следните 30 дена ќе дојде момент кога повеќе нема да можете да ги игнорирате собствените чувства. Она што долго време сте го отурнувале на страна, сега повторно ќе се појави. Но овој пат нема да биде за да ве збуни. Ќе биде за да ви помогне конечно да донесете одлука. Во последниот период може би сте вложувале многу енергија во луѓе кои не знаеле да ја ценат. Давате внимание, разбирање и трпение, а понекогаш заборавате дека и вам ви е потребно истото. Следните недели ќе ве потсетат дека љубовта секогаш треба да оди во двата правци. Ако сте слободни, можно е да ве привлече личност што носи необична смиреност. Нема да има драматичен почеток, ниту чувство дека се мора да се случи веднаш. Наместо тоа, ќе почувствувате доверба што полека расте. И токму тоа може да биде почеток на нешто навистина вредно. Ако сте во врска, ќе имате можност повторно да се доближите еден до друг. Ќе откриете дека понекогаш најголемиот проблем не е недостаток на љубов, туку недостатокот на време и внимание. Еден искрен разговор може да ја врати топлината што можеби малку се изгубила во секојдневието. Можно е некој да ви даде знак што долго време сте го чекале. Може ќе биде порака, покана за средба или едноставно поглед што ќе ви каже повеќе отколку 1000 зборови. Не се плашете да покажете што чувствувате. Искреноста никогаш не е погрешен избор. Во овие 30 дена ќе научите уште нешто важно. Не секој што ви се допаѓа е создаден да остане во вашиот живот. И тоа не е пораз. Тоа е простор што се ослободува за некој што ќе ве сака без двоумење. Можно да почувствувате дека повторно верувате во љубовта. Не затоа што некој ќе ви вети вечност, туку затоа што ќе ве натера да се чувствувате мирно. Ќе сватите дека вистинската љубов не создава хаос. Таа создава чувство дека сте на вистинското место. Кон крајот на овој период ќе престанете да се прашувате дали сте доволни. Ќе разберете дека не треба да се менувате за да бидете сакани. Вистинската личност нема да бара од вас да бидете некој друг. Ќе ја сака вашата искреност, вашата добрина и начинот на кој гледате на светот. И запомнете, не останувајте таму каде што постојано морате да се прашувате дали сте важни. Љубовта што е создадена за вас нема да ве остави во неизвестност. Таа ќе ви донесе чувство на сигурност и мир. Во следните 30 дена дозволете си да го изберете она што го радува вашето срце, а не само она што изгледа правилно. Понекогаш најубавите љубовни приказни започнуваат токму во моментот кога ќе престанете да правите компромиси со сопствената среќа. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, едно subscribe исто и секое добро до наредно слушање.